Ајде се враќаме во студио со разговор со нашите гости. Верувам дека и во овој дел ќе го задржиме вашето внимание и добро знаете дека во овој дел ќе им поделиме одредени прашања за кои што тие верувам дека е интересно ќе ни одговорат на сето она кое што ќе им се падне и ќе го излечат. Дана, бидејќи ти си ни една дама во средина, повели ти во овој сад, одбери си едно прашање. Промисли ли кое сакаш, да. Потоа, еве, Максим, вие може да се одберете исто така и Борис, ти одбери си некоја прашање. Па да видиме. Да, прочитајте ни го на глас и одговорете ни во прашањето. Невообичаена случка која никогаш нема да ја заборавите. Се надевам дека ќе биде во ред да ја споделам, пошто стварно беше интересно. На последново надпреварување, европско надпреварување во Вушу, имавме една надпреварувачка, Харитина Јоноска, моја многу драга ученичка, на 9 годишна возраст. И нели менува запчиња. Така. И чекавме да падне запчево пред такмичење, се клатеше, никако не падна. И влегува на партер да изведува формата, ја чекам да заврши и завршува. И чекаме да ја гушнам, она доаѓа вака со запчето. Додека се такмичала и паднало тоа запче, го сметаме за свечен чин на обележување на трофеј на низиото прво надпреварување во животот и мене беше тоа многу интересно што никогаш нема да го заборавам. Огромен поздрав до неа и ете до трофејот. Да, многу ја поздравувам, многу тоа ми е на многу симпатична живот. Да, убаво. Ама викате и позитивно искуство и случување. Добра. Борис, кој е вашето прашање? Кога би имале можност да ја смените професијата, што би работеле друго? Па ја не би сакал воопшто да ја сменам. Толку сум посветен на тоа што го работам сега во мојата хумана работа, работам со луѓе, помагам на луѓе, ширам и делам позитивна енергија. Така да, еве, ако би бил, тогаш би бил доктор-хирург. Интересно. И колку најчесто луѓето, бидејќи ве споменавте работите со луѓе, ви се обраќаат кога имаат проблем? Да им предвидите, да им решите, да им дадете совет, да го надминат тоа во кое што се... Па, луѓето кога ќе бидат свесни дека се во проблем, тогаш бараат решение. И секогаш сакаат да дознаат или да чујат нешто повеќе за себе си. Има многу интересна една констатација. Да, проблеми постојат. Секој проблем има свое решение. Не постои проблем без решение. Секогаш се наоѓа решение. Но ако нема решение, тогаш не е проблем. Тогаш е факт. Обиди се да го прифатиш и да функционираш според фактот во кој што се соочуваш. Така да, и секоја планина со својата тежина. Секој мисли дека неговиот проблем е најголем. Низ мојата долгогодишна работа, само тоа сум работел и работам и сум посветен и ќе работам додека можам. Секаков тип на луѓе ми дошле и не на секого му е дадено. Некој ќе посака, но нема да успее да дојде. Или ќе дојде подоцна. Проблемите ни се дадени да ги решаваме. А тоа значи дека и на тој пат до се случуваат најголемите нешта. И добро е во понекогаш да побереш помош, да разговараш, да слушнеш нечие туѓо мислење. Океј е, меѓу себе другарите разговараат, па нели ќе слушнеш мислење, па некој ќе ти даде совет. Тоа може да биде и субјективно. Секако, но јас сум човек кој што нели објективно ги толкува нештата, не низ мојот личен поглед, него сосема објективно, точно на секој како што ќе успеам да го исчитам од неговиот енергетски систем и кое можеби нели решение кое што треба да го примени. Колешката или пријателката овде до мене преска во разговорот, тоа се све опции, значи потенцијал. Може и не мора. Може би да знаеш информација од иднината, но ако не знаеш што со истата сега и тука, ако не знаеш да искористиш, апсолутно не значи ништо. Ако требаше да знаеме иднината, тогаш воопшто овој живот не би бил ни интересен. Тогаш
Многу депресивно би било чувството дека сме предодредени да истрчаме еден круг како маратонци, да дојдеме и да заминеме од овој свет. Неизвестноста, учењето и секој се раѓа во овој облик на земјата со одредена мисија. Што порано ја откриеме собствената мисија, тоа е многу подобро и тоа е предуслов за убав и среќен живот. При тоа и што подолго останеме во внатрешниот баланс, во внатрешниот еквилибриум, повторно тоа е услов за среќа, а така избалансиран човек енергетски, емотивно, зрачи со убава енергија во средината, и тоа луѓето го забележуваат. И дел од мојата работа со која што се занимаваме, прво енергетска диагностика, која што прво се случува, ако има некаков проблем, се случува прво на енергетско ниво, па на емотивно, па дури од после доаѓа на физичко ниво и се нарушуваат одредени органи или системни органи. Но, сега, пак медицината до пред некое време се занимаваше само со последицата, но причината е многу подлабока. Прво во емотивниот, па после во на енергетско ниво. Меѓутоа сега веќе почна да се поврзуваат. Сега веќе имаме еден холистички пристап и телото значи човекот не се гледа само како тело, него покрај телото имаме и уште неколку енергетски слоеви за кои што треба да се позанимава нели современата наука, се во нели функција на подобрување на квалитетот на животот и човековото здравје. Така. Господине Максим, кој е вашето прашање? Која друштвена игра ви е омилена и сакате да ја играте? Да. Како деца игравме многу шах. Сега омилена игра ми е табла. Табла? Да, играм со ќерка ми, губам константно. И попуштате или таа е подобра? Непобедливо е, не може. Многу тешко ми оди со неја. Да. Вака со пријатели, кога сме на одмор. Дома, во минатото, знаевме, кога имаме повеќе време, дома, во зимски период, игравме Монопол. Она не налути се човече, тоа игравме како деца. Така. Се лутевте ли? Нормално. Така е. Дали секој пат како лидерите сакавте постојано да победувате? Кој не сака да победува, но секогаш има посилен. Так. И човекот треба да научи и да губи, но како и да е, во друштво, во парови, практикуваме да играме карти, она игра табланет, да, што се игра и тука вообичаено со супругата играме заедно, другарот со неговата и тоа е многу интересно. Да. Види, секогаш доаѓа реакција, жените се виновни. Кога ќе се направи грешка, и тога се прави сојуз помеѓу, фактички не помеѓу тие кои што играат во пар, него мажите и жените. Мажи со мажи, жени со жени, но како и да е, сите игри ги поддржувам, сакам така друштвени игри, да, не само индивидуални. Таблата дефинитивно добива на тежина и шахот, што е многу битно. Имавме неколку настани преку Шаховската федерација и дополнително преку нашиот шаховски клуб во Куманово, кој што е поприлично успешен и организиравме во делот на одбележување на 11 ноември играње на голем број на табли, што е многу битно за младите луѓе да навлезат во светот на шахот, бидејќи шахистите размислуваат поинаку од обичниот човек и секогаш низ текот на животот тоа го применуваат и влечат вистински потези во вистински момент. Ја развиваат онаа логика која што... И стратегија се разбира. Однапред предвидена. Така е. Една вештина која што навистина и од ние често пати зборуваме на темата на шахот и таа требаше да се имплементира во образованието на нашите најмлади како би секако би ја совладела, од друга страна на некој начин е социјална игра што се вели во живот, да не е се она кое што е технологијата вклучено, така да сите овие игри кои што ги споменавте, верувам дека и нашите гледачи доста ги играат и сите ние ги практикуваме во вие. Мислам дека треба што повеќе, па поготово кога не доаѓаат сега убави моменти од празниците, кога повеќе семејството ќе биде на трпеза, повеќе денови ќе имаме малку да бидеме заедно, ете, добра идеја, може да се поигра. Сега влегуваме во период на одбележување на слави. Да. Имате ли некоја куќна слава која што ја одбележувате? Јас
татко ми ја пренесе славата, таа е воведение на Пресвета Богородица во храм, пречиста на 4 декември, тоа ни е традиционална слава во нашиот дом на семејство Димитриевски, која што одбележуваме со генерации уште од моите предци. Значи 3, 4, 5. Заслуг, па слава. Така е, па Патери. не е Ивкова, не е Ивкова, но ама некојаш Ако се врза со ја правеше да биде како Ивкова. Ако се врза со вашиот роден ден, и како ќе дојде како Ивкова Некако слава. да. Тргнува да. роден денот, па потоа продолжува со славата, посно. да. И оди посниот период, па Свети Никола инаку во Куманово. Да, една доста од славен. најпрославуваните слави, така ни се вика и храмот во Куманово Свети Никола и дефинитивно најголем број на граѓани кои што живеат во Куманово празнуваат слава, која што е убава традиција и треба да се прослави. Така, Не убаво. посветува на семејството, на домот, на пријатели, се Да. пречекуваат гости, можеби некако некогаш што било. Да, но сепак- Бидејќи јас се сеќавам, татко ми ја прославуваше славата 3 дена и низ куќата поминува можеби над 150 па и 200 луѓе. Сега тоа не е така. Првиот ден е заслуг, вториот ден се одбележува славата, па дури третиот ден доаѓаат оние кои што не биле вториот ден. И Така. И така. Убави денови не очекуваат. Ајде да ги погледаме и фотографиите кои што нашите гости ги имаат. Ајде да започнеме со дамата, да ги погледнеме фотографиите од дана. Да видиме што ќе ни сподели таа, нешто што го работи и ете да видиме нешто од она кое што нејзино секојдневие. Ова се тренинзите кои што ги правите? Во сала се ова е изведуваат? клубот, Да. Кога дозволуваат условите и работите и надвор? Да, ние сме во салата и стадионот на армијата и исто така го користиме и стадионот, поточно игралиштето надвор салата и кога е убаво времето, нормално. Сте надвор. Користиме сончеви денови за вежбање на отворено. Така, колку време трае еден тренинг? Еден тренинг трае час и половина, 3 пати неделно и секој член пополнува пристапница со која што се обврзува да биде редовен, бидејќи редовноста за учење на вештината е неопходна. Така. И апелирам дека секој тренер по било која вештина, учител, сеедно, доколку дозволува тренинг еднаш неделно, не му прави услуга на вежбачот, па дури да си го плати, да си ја плати чланарината. Еднаш неделно вежбање е само шок на организмот, ништо повеќе. За било што да се одлучат гледачите да практикуваат да вежбаат, треба да си ветат на себе дека ќе бидат редовни. Тоа е добро и за колективот, за групата, за оние кои што напредуваат, бидејќи доколку не сме редовни, ги назадуваме оние кои што се повеќе посветени. Со тоа многу се бориме. Значи, и со континуитетот е мотивацијата. сепак важен. Неопходен. Чи не можете да почувствувате вештината доколку не ја практикувате. И тоа три пати неделно е еден минимум. А пожелно и дома да се работат вежбите, да. Ова сме на европско првенство на Крит, доле Харитина, која што ни освои 4-то место. со запчето. Да. Со запчето. Да. И Александра Бушкова, која се натпреваруваше во сениори. Па тоа се тие ставови, еве, ќе се види правата. Мора да биде уската централно поставена, за да можеме ние да постигнеме приземјување и на некој начин енергетска равнотежа. Совршен баланс не постои. Ние луѓето се разликуваме по тоа дали имаме тенденција да се урамнотежуваме или ја немаме тенденцијата. Но еве може да се учи. Апликации, да, ова се борбените апликации од тајчи чанот, бидејќи тајчито е првенствено борбена вештина. Сите оние медитативни движења кои што се гледаат на видеото, тие сите имаат своја практична примена. И да некој начин слично како аикидо, бидејќи техниките се реализираат по пат на играње со рамнотежата на партнерот противникот и треба да се извади партнерот од баланс. Ова е работа со меч, имаме и работа со оружје, има тајчи со меч, со лепеза, со стап.
И така, интересно. Тоа и со лепеза мене ми интересно. Да, имам и видео и со лепеза. Мечо, без за мажи се, не се за жени. Многу жени сакаат со меч да работат. Да, верувам. Ова е многу интересен податок што ќе го кажам, кога се запишуваат жени на тајчи. Повеќе бараат со меч? Прво не, иако јас кога ќе кажам дека се учат и борбени апликации, ја не сум за тепање, не сум. Доколку проба, не може да престане. Значи, и излекуваат сила од себе што не знаат дека ја имале. Например, мажите полесно се контролираат агресијата, мора да признам. Тоа дека жени кога ќе осетат дека имаат сила, значи тоа е незауставливо. Ќе го бутнат некој. Не, извини, ова излезе од мене. Тоа е многу интересно на тренинг со жените. Кога ќе сватат дека имаат повеќе физичка снага отколку што си предпоставувале, не сум за тепање, а кога ќе почнат, не може да ги сопреш. Така, добро, интересно. Добро, благодарам. Секако да одиме и да ги погледнеме фотографиите господинот Максим, да видиме тој што ќе ни сподели. Верувам дека се различни фотографии, одека во природа, ова е во мислам дека е на кајмак чалан. Инаку, моето хоби е ловот. Кога е сезона на лов? Сега има ли? Од 11 октомври до крајот на јануари, ама зависно што ловите, секој период има одредена врста. Па сега некоја дива свиња ќе има ли? Сега е баш сезона на ловот на свиња, но само еднаш имам отиден. Да. Видите, ловот го доживуваат многу, а ова е средување на тие шумски патеки, каде градење на чеки и така натаму, каде што со колегите, хранилки, поелки, солишта, се организираме во текот на летото и го работиме. Тоа е една интересна фотографија, така. Инаку ловот, сакам да кажам, го доживуваат луѓето како нешто дека одиш и убиваш. Уствари се работи за одстрел и откако ловот е организиран и под контрола, бројот на животните е рапидно зголемен, а не намален. Зошто? Затоа што не се практикува криволов и многу пати ќе најдам на осуда од страна на одредени граѓани, велат како можеш да го убиваш животното. Се прави селективен одстрел, тоа не е убивање на животни, па потоа го јадете. Па да, ги јадеме и теленцата, кои што се прекрасни, ги јадеме, значи, и сите оние други останати животни, и таа е стопанска гранка, од која што почнал човекот да се развива. Овде сум на фотографија со целото семејство и едно од нашите домашни милленици, тоа е Кала. Од лево на десно. Рековте Кала? Да. Значи, куќето е женски, имате една керка и два сина. Да, и куќето е неизино, значи синот најстар е Милан, најмалиот е Димитар, черката се вика Вероника, сопругата се вика Надица. Сликани сме во Соколански парк, таму позадина се гледа една од најстарите спортски сали, на чие што реконструкција работиме во моментов. Ќе биде музеј на спортот. Ова е на денот на матурската прослава на Вероника. Така е. Во нашиот семеен дом. Да, повторно. Слично. Кој се грижи за дали Вероника се грижи за? Во моментов, значи Кала е кај моите родители дома. Од пролет ја носиме на викендица и таму често престојуваме, ја пазиме, инаку имам 5 домашни миленици, за жал едниот почина. Ова ми е многу драга слика, кога Куманово доби титула на Европски град на спортот. Не затоа што имаме најголем број на спортски успеси или резултати, туку затоа што Европската комисија го оцени градот дека е град кој што вложува во изградба на нови спортски терени. Изградивме 12 спортски игралишта во изминатите 8 години, 3 училишни спортски сали, реконструиравме најголемата спортска сала и тогаш дојде комисија и процени дека од 4 години до 94 години во Куманово има активни спортисти, од кои едниот има 84 и се уште трча
скратен маратон, 20 треба да дојдеме да го снимиме. На оваа фотографија со мене, кога го земав ова признание, се легендите спортски од лева страна Аце Русевски и од десна страна Реджеп Реджеповски и председателот на Европската спортска асоциација, кој што е до мене и ми е така подрага оваа награда за градот. Тука сме со семејството кога децата беа помали. Мислам дека јас тука сум некаде 2017 година ова пред да станам, или можеби кога станав градоначалник. Така, тоа е изворот на мојата основна енергија со семејството, таму се полниш и тие се едноставно мотивот и сакајќи да помогнеш на останатите, дефинитивно се полниш со една позитивна енергија од дом и ја носиш и ја шириш помеѓу граѓаните. Ова ми е исто така едно од подрагите лични признанија, кое што ми го врачи поранешниот началник на Генералштаб во име на армијата, тоа е златна плакета на армијата. Цел живот како млад човек сонував дека ќе станам воено лице и сакав да бидам пилот. Тогаш тргна распадот на Југославија, јас тргнав во средно училиште, не успеав да ги остварам тие мои цели, бидејќи бев син единец, па татко ми не се согласуваше со мене во тие турбулентни времења да одам на школување во средна школа во Мостар. Се учеше тогаш. И ете го добив тоа признание, со гордост го имам. Тука една фотографија кога служев во Арама 94-та година, октомвриска класа. Дека се уште имаше воен рок. Тука може и мои некои војнички другари ќе се препознаат со мене, има од Скопје, од Прилеп, од Брод. Треба ли да се врати војниот рок? Треба да се врати, бидејќи државата, дело ме викаше, државата се чува, државата и куќата се чува со пушка. Значи, тука сум со мој браточет, кога дававме свечена обврска. Тој се слика со вашата пушка. Да, тој што е мал, иако корпулентен, крупен, таква ни е генетиката. Така беше на посета, се одеше во тие денови, па доаѓаше семејството на тие свечености. Така е. Ево тие војнички денови. Војнички, и тогаш служиме армија во војнички униформи кои што беа стари повеќе од 40 години. Тогаш се формираше де факто Арама. Так. Ова ми е една многу драга фотографија, семена фотографија која што е направена 2018 во круг на поширокото семејство. Тука се сите роднини до второ и трето колено. Значи, потекнуваат од една иста лоза. Семејството води потекло од едно мало од Шопско рударе по баба ми. Тоа е Кратовско веќе. Ова семејство по прекар ги викаат Чизаци. И баба ми води потекло од тука. Практикувавме, за жал неколку години назад тоа не го направиме, секоја прва недела во октомври да се собереме на еден семеен ручек во ресторан и ќе се обидам да ја обновам таа традиција. Тука има 50 луѓе сигурно до трета генерација и прекрасна е снимката. Големо семејство и традиционално семејство. Да сте живи и здрави, да се множите, што би рекле старите. Ви благодарам и им посакувам на сите. Така, да ги погледнеме сега и фотографиите од Борис, да видиме што ќе сподели тој. Еве, и ти имаш нешто од детството? Да, ова е делот кој што успев да ги најдам, овие фотографии од моја 6-месечна возраст, таму 8 и тука може би имам негде 6-7 и со еден коментар дели, во овој живот создаваме само спомени. Комуникација, движење, патување. Да. Ова е уште еден ваков колаж од тие 3-4 месеци. Споредба од почетокот кога почнав со работа, она централна фотографија која што имав и подолга коса. Централната фотографија е тамо. Тоа е првата фотографија која што излезе и првото интервју кој што успев да го дадам во времето тоа Београдски блиц. Македонските медиуми не ме приметуваа, се додека не ме приметат странските. Така да едно пошироко интервју за Београдски блиц, во кој што тогаш ја предвидев и војната во Југославија, само што не беше почната, и војната во Хрватска и
како се развиваше таму потоа Да. и во Словенија. Така да ова е еден фин колаж. Ова е мојот пријател од Дуле Мичич, долгогодишен новинар на Вечер, но претходно М Експрес и сите тие дел од таблоидите, кои што пријател, многу да, често ми беше, уствари му бев соговорник и пишуваше текстови, така малце популарни, што се вели во жолтата штампа. И со него веќе... Да, Дуле баш ги следи. Дуле ги следеше сите тие... ова е една фотографија од еден временски времеплов кој што е направен, не знам која телевизија ги правеше овие. Ова е првата бубамара на Тоше. 98 година во Академијата на Бубамара, Ранко Петрович го познам од долго време и вели има една за тебе, нели, ќе дадеш награда за најперспективни во следната година. Да. Првата година им доделив на нокаут и втората година беше планирана Ерзана. Јас само што го запознав Тоше, велам, има еден човек, има едно дете кој што ќе биде звезда. Он вика, Борко, ајде сега Тоше, нема да, викам, веруј ми ќе биде звезда. Ако веќе ме викаш и ако веќе ме прашуваш, тогаш наградата ќе ја поделиме, една на Тоше и една за Ерзана. За среќа Ранко ме послуша и се случи тоа што се случи. Тоше стана најголемата македонска и балканска звезда. И ове ми се исто многу драги фотографии, еве моментот кога му ја врачив златната бубамара, потоа јас и он приватно имавме супер комуникација, се дружевме и се гледавме, но ете се случи тоа што се случи и добар дел не знаат, имам едно сценарио кое што го спремам за Тоше во една друга. Ова е мојата другарка, пријателка Магдалена, моја долгогодишна пријателка и пријателка дури од претходниот живот, овде на еден прием на некој со Раде Шербеџе и со цела еден дел од естрадата. Добар дел од луѓето од естрадата ми се исто многу добри пријатели. Така да низ мојата, да кажам, кариера работна поминале многу луѓе од секоја бранша, од сите нивоа, од естрада, музика, еве другар ми Игор Џамбазов. Поздрав и добат Игорче. Не сум го видел одамна, освен на социјалните мрежи и од неговото од Дојран. Да, тој сега си е повеќе во Дојран. Ова е исто една фотографија, тој исто мојот многу драг пријател Зоран Антонски, Батезоче. Ова е словачкиот амбасадор кој што целата негова, сие се многу блиски по нашиот темперамент и секој последен петок во месецот организираше джез забава во амбасадата, во словачката амбасада, со презентација на македонски вина и бев тамо исто почесен гостин во амбасадата, ова е амбасадорот Роберт кој што се врати назад. Ова е многу одамна, само да видам дали ова е Кирил Лазаров, исто со мојот другар Батезоче. Јас сум исто најголем фан на ракометната репрезентација. Ова е во Белград, не се сеќавам која година, на првенството, ракометното светско првенство кое што молам. Ги следиш денеска? Ги следам и денеска и ми сите последниве години, последниве 15 години, да кажам, сум чест гости на трибините на светските првенства и на нашата репрезентација. Ова е во мојата галерија Езотерика во просторите на Џабо Веро. Ова е Валентина Тодоровска, исто моја многу драга пријателка, новинарка, долгогодишна новинарка на Вечер, а потоа на Утрински весник, сега го има својот портал 7 дена, така да ова е во просториите. Ова е мојот талисман Калонис, кој што 97 година го доби во една визија, го нацртав и го направив во сребро и дури од тоа време успеав да најдам техника како да ја го програмирам среброто и златото да внесам енергетска фреквенција, која што го поддржува енергетскиот систем, го зголемува енергетскиот имунитет и прави заштита од надворешни други влијанија. И правам и органитни пирамиди,
кои што се, еве овдека можете да ги видите, овде се на едно светлина од оздола, кои што направени точно по рецептурата на Вилхелм Рајх, кој што необработен горски кристал со бакарна намотка завртени кон врвот на пирамидата, зрачат и прават прочистување и хармонизација на просторот. Така, на разговорите како да нема крај, мене навистина ми беше убаво во вашето друштво. Ви благодарам што одвоивте време и ете што денеска ни бевте гости во Здрава Македонија. Верувам и дека нашите гледачи уживаа во сето она кое што имавме можност да го споделиме. Останува да ви посакам успех во сето она кое што го работите и да се гледаме за убави работи.